Почитувана македонска јавност, почитувани медиуми и колеги. Расправаме за последниот буџет кога оваа власт има можност да го представи пред македонските граѓани. После 7 години од расипничкото владење, за капитални инвестиции слушавме, но не ги видовме. За реформи само се говори, ама само се говори, бидејќи реформи нема ни на повидок. Предвидувавме, очекувавме, се надевавме, но од сето тоа ни остана само огромната дупка во буџетот и јавниот долг кој ќе го плаќаат нашите внуци. И после 7 години, наместо да видиме што од ветеното е направено од власта која заминува, а што допрва треба да се прави, ние сме на оној чекор кој значи почеток од нула или поточно многу под нулата. Бесплатното здравство остана само бледа слика на по некој билборд. Од квалитетно образование добивме само радост ако учебниците воопшто стигнат и ако учебната година почне на време. 5 години имаме висок буџетски дефицит од над половина милиарда евра и влада на која око не и трепнува затоа што не живее во Македонија, туку некаде на север. Таму каде што не однесовте, на север, климата воопшто не е благопријатна и не само што нема живот за сите, туку животот замина некаде далеку. Нема сонце, нема радост, нема живот, нема развој, ама можете повеќе. Еве вака најточно изгледа развојниот буџет на владата која може. Огласи за вработување само во текот на изминатиот викенд. 70 нови извршители за МЕПСО, 48 во Агенцијата за вработување, 34 за Министерството за финансии, 34 за ски центарот Попова шапка, 16 за Министерството за правда, 9 за Министерството за животна средина, 7 за јавното предпријатие Стрежево. Можете повеќе и донесовте живот за горе споменативе, не за обичниот граѓанин. Страна 49 од програмата Можеме повеќе вели: на прав пат на македонските нови патишта. Ниту патот е прав, ниту патиштата се нови. Ама важно, предвидуваме и очекуваме. Ништо од рекордниот буџет за туризам не дочекавме. Само 100 милиони 831.000 денари или во превод не дочекавме ниту рекорден, ниту доволен буџет ако сакаме светот да ни ја препознае Македонија како атрактивна туристичка дестинација. Од овој износ, само за плати од 279.000 евра. Со овие буџетски трошки за развој на туризмот, добиваме и само трошки од туризмот кој што се реализира на Балканот, затоа што не сме подготвени да се вклучиме во туристичките текови. Сум говорела многу за застарените и нефункционални закони, за стратегиите кои веќе се непостоечки, за екзодусот на вработените во угостителско-туристичкиот сектор, за квантитетот без квалитет, за туристичкиот раст без развој и така натаму. Ама можете повеќе. Не ги надминавте кризите, ама затоа можете и ја надминавте тежината од ланскиот буџет кој иако беше врв, овогодинешниот, затоа што можете повеќе, го надмина врвот и тежи 5,5 милиарди евра. Врв на сите врвови. Можете повеќе, па го надминавте и растот на цените кои денес се повисоки за 40% од пред 2 години, затоа што имаме нефункционална влада која не успеа навреме да ја скроти силната инфлација и наместо да продуктира продуктивност, продуцира кризи. Како лаже владата? Традиционално со преоптимистични макроекономски и приходни проекции. Владата проектира раст на БДП од 3,4%, но Светска банка вели дека истиот ќе е 2,5%. Власта проектира инфлација од 3,6%, но Народна банка вели дека инфлацијата ќе биде 4%. И предвидениот раст од 5% кај социјалните трансфери е недоволен во услови на криза. Десетици илјади луѓе западнаа во сиромаштија поради поскапувањата, ама социјалните трансфери владата ги зголемува за само 5%. Лагата не завршува тука. Видовме како лаже владата, сега да видиме кого лаже владата. Велат дека за приватниот сектор обезбедиле 492 милиони евра, а сумата на сите објавени мерки за приватниот сектор е околу 280 милиони евра и тоа од заеми, додека останатите 212 милиони евра се во воздух. Велат дека за пензионерите одвоиле 178 милиони евра, а во предлог буџетов за пензионерите има само 96 милиони евра.
Велат дека за зголемување на платите во јавниот сектор за 10% и за исплата на регрес од 10.000 денари за годишен одмор се предвидени 150 милиони евра, а во предлог буџетот за оваа намена има само 60 милиони евра. Зошто лаже владата? Затоа што ова не е предлог буџет за 2024 година, туку е предлог буџет до избори. Затоа што, ако владата вистински ги планирала овие суми, буџетскиот дефицит ќе изнесуваше 717 милиони евра, ама па тоа не е популарно за оние кои ни позаимуваат пари и затоа, освен граѓаните, владата ги лаже и кредиторите. Ова е напомпан и неразвоен буџет кој не носи развој, туку носи криминал и корупција. 7 години со ред слушаме за развоен буџет, за инвестициски бум, за рекордно ниво на капитални инвестиции. Што имаме или поточно што немаме во реалност? Нема работници, сите замина. Нема капитални инвестиции, власта не е способна да ги реализира. Говориме за потрошени 25 милиарди евра со кои навистина можеше многу да се направи, ако изборот не беше да се краде и да се остава пустош зад себе. Денес Македонија е земја со најнизок економски раст во регионот, со инфлација која во изминативе 2 години надмина 30% или дури 50% кај храната и електричната енергија. Прашање на денови е кога јавниот долг ќе надмине 9 милиарди евра, затоа што само за камати во 2024 година треба да исплатиме над 270 милиони евра. Тоа економската ситуација во Македонија ја прави повеќе од катастрофална, затоа што сите сме сведоци дека никогаш не се живеело полошо. Од 2018 година до денес потрошивте 25 милиарди евра, а стагнираме на секое поле. Нема учебници за учениците, нема лекови за болните, нема ни еден готов автопат. Официјалните податоци на Министерството за финансии говорат дека дупката во буџетот се продлабочува, додека капиталните инвестиции се намалуваат. Пред помалку од месец дена, буџетскиот дефицит изнесуваше 33,5 милиарди денари, а реализацијата на капиталните расходи 31,5 милиарди денари. Во изминативе 3 буџетски години дефицитот е поголем од капиталните расходи. За капитални инвестиции, кои со оваа власт не ги гледаме, само ги слушаме во говорите, во ветувањата, во пресовите, во стратегиите и буџетите, владата планира 773 милиони евра, кои, имајќи во предвид дека ни предстојат двојни избори, ќе бидат жртва на првиот следен ребаланс. Зошто го велам ова? Кој во оваа држава може да очекува влада која 7 години ништо не направила, сега експресно да реализира 773 милиони евра? И како ќе го објасните овој ваш развоен буџет, кога за 58 милиони евра ги намалувате средствата за функцијата економски работи? И како сте се откажале од непродуктивните трошоци, кога за предизборни вработувања ќе потрошите 6,3 милиарди денари, за привремени вработувања 240 милиони денари, за стоки и услуги над 65 милиарди денари, за договорни услуги 49 милиарди денари повеќе во споредба со минатата година, за патни и дневни расходи 770 милиони денари. Од друга страна пак, иако сме држава која е на дното по корупција, на врв по организиран криминал, владата која скроила буџет од 5,5 милиарди евра не издвоила ниту еден денар за борба против организиран криминал. Ете затоа, со оваа власт константно расте бројката на социјално погодените категории, затоа се иселува работоспособното население и затоа ни старее нацијата. За 252 милиони денари се намалени средствата за технолошко-индустријски развојни зони, затоа што оваа власт на земјиштето во овие зони се инсталира фотонапонски централи за нечии бизниси, наместо да носи странски инвеститори. Како се грижите за општините? За водовод и канализација им кратите 194 милиони денари и кога велам на општините, мислам на граѓаните кои живеат во овие општини. 88 милиони денари помалку ќе добие Бирото за регионален развој, а 63 милиони денари помалку ќе има за градинки. Се крати на објекти за социјална заштита и домови за стари лица на кои оваа власт им ветуваше достоинствена старост, а на младите на кои им ветуваше живот, им крати 35 милиони денари во Агенцијата за млади и спорт и дополнителни 28 милиони денари за проектот Купи куќа за млади,
убивајќи им ја така и последната надеж дека би можеле нормално да живеат во оваа држава. И додека мака мачиме со работната сила, Тренчевска си скусила 222 милиони денари за поттикнување на вработувањето. Додека го очекуваме автопатот Кичево Охрид, истиот се распаѓа, а оној Скопје Блаце ни баре почнат. Државниот буџет мора да се користи за финансирање на развојот на земјата, но кај нас парите завршуваат за непродуктивни цели или за чист популизам. Наместо додадена вредност, парите се трошат за работи од кои корист имаат поединци. Ниту овој буџет, како и тие претходно, врска нема со реалната состојба во државата. Наместо поскромен буџет кој конечно ќе се фокусира на стабилизација на јавните финансии, на поддршка на приватниот сектор, на реформи во образованието, здравството, правосудството, повторно и повторно пред нас имаме мегаломански буџет кој ниту е реален, ниту одговара на моменталните кризи. Таква е перцепцијата кај граѓаните и учесниците во финансиските текови, како и кај сите реномирани и кредибилни меѓународни институции, во чии извештаи се нотира дека имаме огромна стагнација, уназадување во економијата и животниот стандард. Сиромаштија, уништено стопанство, банкротирана држава. Таква Македонија ни оставате, Македонија во која народот може да си дозволи само еден оброк дневно, додека владата никако не престанува да троши за се, освен за неопходното. Овој најголем буџет од 5,5 милиарди евра, освен што е највисок, нереален, неразвоен, неодржлив, истовремено е и буџет кој е креиран без визија за реален раст и развој на економијата. Буџетскиот дефицит од 545 милиони евра ќе ни донесе јавен долг од над 63% од бруто домашниот производ. Дури и да не се појави никакво непредвидено трошење, што не е возможно со вака конципираниот буџет, веќе сме во минус половина милиарда. Тука и да не го спомнувам фактот дека секоја година во вашето владење дефицитот на крајот од годината излегува многу повисок од оној што сте го предвиделе на почетокот. Вашиот план да соберете 460 милиони евра повеќе од даноци во услови кога немаме раст на економијата, кога нема раст на вработени, ниту пак се отвараат нови предпријатија, можеме да го преведеме како очекувана невидена репресија врз даночните обврзници или повторен удар врз дисциплинираните. Повторно инспекции, арачи, казни со кои владата планира да го зголеми приходот за 250 милиони денари. Понатаму, владата отишла дотаму што предвидува приход од, замислете, потенцијална продажба на државни фирми и државно земјоделско земјиште. Ете како владата проектира приходи, врз основа на предпоставки. Крајно време е парите да завршуваат кај граѓаните, а не кај криминалците. Се наоѓаме пред избори. Време во кое ќе го засилиме интензитетот на средби со граѓаните. Што ли ќе им кажете? Верувајте, би дошла со вас за да слушнам. Како ќе им објасните на охриѓани и на граѓаните воопшто и што ќе им ветите кога ништо од ветеното не е реализирано цели 7 години? Како ќе им објасните дека не сте можеле и дека во најтешкиот буџет во историјата немате пари за канализациона мрежа, за патни поврзувања, за катна гаража, за плажи за лицата со посебни потреби, за ново училиште Глигор Прличев, за нова детска градинка Радојца Новичич, за реконструкција на градска плажа, за водоснабдителни системи и водоводни линии, за конгресен центар, за стационар за бездомни животни, за откупно-дистрибутивни центри за земјоделски производи. Немате пари ниту за поддршка на жените предприемачки, ниту за изградба на шелтер центар за жртви на семејно насилство, за реконструкција на јавни здравствени установи, за нови здравствени домови и така натаму. Ништо од рекордниот буџет. Како охриѓанка и како човек кој деноноќно се бори за туризмот и за своите граѓани, ги поднесов сите овие амандмани во надеж дека ќе се вразумите и дека ќе сватите дека буџетот е за граѓаните, а не за бизнис сделките на владините функционери.
При креирањето на амандманите се водевме од приоритетите на државата. Стимулирање на економијата преку капитални инвестиции, помош на граѓаните и спречување на расипничкото трошење. Бидете доблесни и бар пред заминување не го лажете народот дека со овој буџет ќе биде добро за сите. Нема да биде. Добро за сите ќе биде после изборите, кога народот ќе ви ја испорача фактурата за долговите кои што му ги натоваривте и за државата што му ја уништивте. Тоа, верувајте, сериозно и забрзо ќе ве здоболи. Благодарам.